Сакам да го прочитам текстот, значи Ефесјаните, 3 глава, првите 13 стихови. Мислам дека минатата недела беше Марино и тој зборуваше од 2 глава. Еве, јас само ќе продолжам таму каде што тој застанал. Значи, Ефесјаните 3, 1 до 13. Затоа јас, Павле, сум затворник на Христа Исуса за вас, народите. Само ако сте чуле за управителството на Божјата благодат, која ми е дадена за вас, дека по откровение ми е соопштена тајната, како што порано пишав накратко. Читајќи оттаму, можете да го разберете моето сваќање на тајната на Христа, на која што во другите поколенија не им беше кажена на човечките синови, како што сега преку Духот им е откриена на неговите свети апостоли и пророци, дека народите се сонаследници и припадници на истото тело и заедничари на неговото ветување во Христа Исуса преку Евангелието, на кое му станав служител според дарот на Божјата благодат, која ми е дадена според дејството на неговата сила. На мене, најмалиот од сите свети, ми е дадена оваа благодат, да им го наговестувам на народите Евангелието, на неистражливото Христово богатство и на сите да им расветлам во што се состои распределбата на тајната која од вечноста беше скриена во Бога, Создателот на се. Та многу различната Божја мудрост да им се соопшти сега преку црквата, на началствата и на властите во небесните места, според вечната намера која ја оствари во Христа Исуса нашиот Господ, во кого имаме смелост и пристап кон Бога полни со доверба преку верата во Него. Затоа ве молам да не се обесхрабрувате заради моите неволи, што ме снајдоа заради вас. Тие се ваша слава. Ќе се помолиме за зборот Божи, па ќе продолжиме. О, јас те молам, Господе, да ти навистина секој едно наше срце го припремиш така како што и пеевме, да дојдеме пред тронот во славата, пред Твоето големо име, така како што ете и сестра Мери не воведе дека пред Тебе, Господе, доаѓаме такви какви што сме, да Ти не помазаш со Твојот Свети Дух, да не покриеш со Твојата света крв, да не исчистиш и да бидеме чисти, свети, непорочни пред Тебе, да го чуваш сиот народ Твој, секој брат и сестра, да ги чуваш оние кои се близу и оние кои се далеку и оние кои што навистина се свесни за нивното лутење, да ги прибереш во Твоето стадо, до денот на доаѓањето, до денот на милоста, додека вратата е отворена, Твојата покана е да дојдеме пред Тебе скршени, изморени, натоварени, а Ти ќе не успокоиш, затоа што мирот, шалом, можеш само Ти да го дадеш во срцата наши. Во Христа Исуса, нашиот Господ, те молиме. Амен. Амен. Јас денеска сакам да зборувам, не знам дали некој го прочитал текстот за денеска. Тука има еден збор кој што 4 пати се повторува. 3-тиот, 4-тиот, 6-тиот и го имам и во 9-тиот стих. Тоа е зборот тајна. Кога во Струмици ќе кажеме тајна, знаете ли што значи тоа? Ако се од Струмици, знаете. Име на женско. Име на женско, кој не е тајна, туку е тајна. Значи, кај нас нема тајна, има тајна. Но, некој кој што порастал од Струмица знае. Така да, тајната, која што беше со векови, како што вели овде, сокриена, но денеска е откриена преку Исуса Христа. Знаете, ние сите сакаме тајни. Кога некој ќе ти дојде, не знам дали сте доживеале, но еве јас како пастор кој што работам 35 години, пасторе, това само на тебе ти кажувам и никој друг не го знае. И после еден месец случи, што и тој знае, и си мислиш каква е таа тајна. Тајна, нешто што не е трајна, нели? Но видете, пасторите обично се така луѓе кои што ретко своите тајни ги откриваат. И тројца пастори, како што милуват често пати Живко и Филип, и веројатно ше некој кој им се придружи, и разговарајќи помеѓу себе, рекле, абе слушајте, луѓето многу работи ги споделуваат со нас. Своите маки ги споделуваат. Ние немаме со кој да ги споделиме. Ајде ние некои тајни да си ги кажеме
помеѓу нас. Знаете, понекогаш тајната треба да замени со нас. Еднаш еден брат ми се налути скоро 2 години, затоа што ме прашуваше што беше таа тајна. Јас му реков не. Знаете, кога некој ќе сподели нешто со мене, јас треба да видам како риба. Не додам, а уште полошо ако тоа го злоупотребува. Но после 2 години нашите односи стана перфектни и можам да ви кажам кристално чисти, убави, мили, драги. Тој може да се подпре на мене и јас едноставно можам во секој момент да се подпрам на тој брат. И така тие тројца наши херои одлучили добро, ајде, како брат на брат, како пастор на пастор, да ги кажеме нашите тајни. И првиот рекол, браке, јас пред да поверувам, се коцкав. И некако во последно време, знаете, со оваа технологијата, почна повторно да ме привлекува, почнав некои ситни влогови, буквално ме влече назад да се вратам да се коцкам. Ко слушат дори изненадени двајцата, а посебно едниот почнал веќе ногата, знаете вака, кога некој со нетрпение чека. Удир. Другиот вика, јас пред да станам христијанин, бев зависник од алкохол, пиев многу години сум слободен, но некако во последно време малку по малку почна пак алкохолот да ме привлекува, а овој со ногата почнал веќе да скока малтене. И сега го чекат што ќе каже он, што е неговата тајна. Вика, браќа, јас вика имам една слабост, јас тајни не можам да чувам. Внимавајте пред кого зборувате. Така да, тајна. Во контекстот, кога зборуваме за таа тајна, зборчето кое што е употребено е мистерија, мистерион. Тој грчки збор, така да се изразам, на јазикот коине. Но кога зборуваме за тајна денес, зборуваме за нешто непознато, за нешто што е несватливо, нешто што нашиот ум не може да го разбере. Меѓутоа во стариот антички свет, кога зборувал Павле, еве и тука, и неговото слушателство, кога ќе го слушнало зборчето мистерион, тоа знаело што значи тоа. Нешто што е познато, но само на една одредена елита, кој што на некој чуден начин, тајновит начин, ја спознале таа вистина. Поготово апостолот Јован се борел со цел еден така правец, гностици, кои што сметиле дека тие ја откриле тајната, им се открила и ја пренесувале таа гноза на еден теновитен начин. Во денешно време такви групи кои што тврдат дека ги откриле тајните, кој не слушнал за масоните. Се некои магли се вратат. Слушаме, тие ги водат светските војни, седат на водечки улоги, за кои не слушнавме дека е масон. Мормоните, кои што конечно ја откриле тајната, па си имаат своја Библија и пишуваат што ли не. Сциентолозите кои што едноставно дури не можам да сватам како некои паметни луѓе веруваат на, за мене тоа е глупост. Но видите, браќи и сестри. Мистерион, тајната е со значење нешто што било претходно непознато, но денеска е откриено. И Павле, како што реков, го употребува тој збор мистерион 4 пати, зборувајќи и на црквата, нагласувајќи нешто многу важно, откривајќи ја таа божествена тајна. Знаете, еден пророк во Стариот Завет вели вака: го гледам, но не од блиску. Го гледам. Мојсей ќе им каже на својот народ: по мене од помеѓу вашите редови Бог ќе издигне еден кој е поголем од мене, не го послушајте го. Тајна која што е сокриена. Тајна која што дури ни небесното воинство не ја знаело. А таа тајна која што е откриена, едноставно Павле вели, сега е откриена. Таа најголема тајна е
црквата. Божиот план кој што тој, наш Бог, го има со црквата. Дали навистина знаеме што е црквата? Тоа е едно прашање. Дали го разбираме местото на црквата во тој Божи план? И третото, дали ние сваќаме кое место треба да го има црквата во нашиот личен живот? Че тоа се три различни нивоа. Видите, секој христијанин би требало да знае да одговори на тие прашања. Од нашите одговори на овие прашања зависи навистина колку ние сме сериозни во однос на Божјата црква. Тоа е единственото нешто. Единственото нешто за кое што Господ Исус Христос ќе каже, и тој стих ќе ви го кажам во Матеј 16:18. Јас ја градам мојата црква. Единственото нешто што вратите на пеклот нема да го победи, нема да го порази, нема да го надвладее, тоа е црквата. Не знам колку, да речем, знаете, но католичката и православната црква отворено ќе ви кажат без припадност на мајката црква нема спасение. Јас не сум далеко од тоа. Не сум далеко од тоа затоа што црквата е телото Христово. Ние сме си многу попотребни еден на друг отколку што можеме и да замислиме. Човек едноставно не може да биде сам христијанин. Во 70-тите постоел еден силен покрет Христос да, црква не. Видите, тоа не оди така. Апсолутно не оди така. Затоа ќе кажем уште еднаш, начинот на кој ќе одговорите на овие прашања ќе го одреди во потпуност Божиот план за вашите, за моите, за твоите животи. Ќе го одреди. Можно е да го запознаеш Исус Христос како личен спасител, а да го промашиш Божиот план во твојот живот. Може би изгледа контрадикторно, но јас искрено ќе ви кажам, немојте навистина да ме прашувате. Имам премногу примери видено во мојот живот. Луѓе кои што го запознали Исус Христос, почнале со жар, одат, тука се 20-30 години во црквата, многу промашиле планот, некои залутале, отишле. Не сакам да навлезам во тоа дали тие ќе бидат спасени или нема да бидат спасени. На крај крајва не е мое тоа, јас да кажам тој ќе е спасен или не. Бог си знае таму. Јас за себе си знам. Онака како што Павле вели, јас знам во кого верувам. Знам и сум цврсто уверен дека она што сум му го поверил на Бог, дека тој ќе го сочува до оној славен ден. Можно е, значи, човек да го пронајде Исус, но некаде попат да залута и да не го оствари Божиот план. Павле пишува за еден негов близок соработник Димас, вели. Бил со него на мисијски патувања, но вели го засака светот, се врати назад. Ако не ја разбереш улогата на црквата во тој план, тогаш и не си сватил кон што Бог те повикал. Денеска сме дојдени и живееме во време на една библиска неукост. Мнозина ние како христијани не сакаме да се занимаваме со некои догматски прашања. Видите, нажалост тоа е вистина дури и кај нас во црквите. Не сакаме малце подлабоко да навлеземе. Верувам дека тоа го споделив и во црквата во Струмица и во Моноспитово, и тука само ќе го спомнам попат. Имаше едно отворено на еден подкаст, едно интервју со еден православен свештеник, кој што човекот така направо праша: што мислите за католиците и за протестантите, дали тие се секта? Тамара, не се секта. И таман мислиш, ќе кажеш нешто позитивно. Не се секта, тие се еретици. Се молам. Јас размислав долго и викам, која е таа тајна, што наводно тој ја има, за сите други да ги фрли, знаете еретик кој е? Тоа е нешто страшно.
проклетство е фрлено врз нас. Цел живот ќе бидеш во црквата, ќе го проучуваш Светото писмо, ќе читаш, ќе славеш, ќе пееш, но ти си еретик. И на крајот тој спомна нешто. Дали знаете што е проблемот на Филиокуе? Знае ли некој што е проблемот на Филиокуе? За тројца. Јас ви гарантирам, со сета одговорност, да излезам по улиците и да го поставам тоа прашање на македонскиот народ, 99,9 или 9 нема да знаат што е тоа. А гарантирам дури и меѓу свештенството да го поставам тоа прашање, 90% нема да го знаат тоа прашање. И некој да го наречеш еретик, тоа е апсолутно. Мене не ме боли тоа, ме боли тоа што некој не размислил со своја глава. И затоа му напишав нешто. Дај објасни. Објасни, а не така само бум, пукни па. Не што пее таа македонската песна, нека пукнат душманите, не. Видите, многу интересно дека дури во самата црква постои мало разбирање за самата црква. Колку да звучи контрадикторно. Не зборувам за некои елементарни разбирања, се надам знаете дека црквата не е зградата. Има многу прекрасни згради по светот. Сите беа шокирани, цел свет, кога изгоре во Париз црквата. Не изгоре црквата, браќи и сестри. Изгоре некое здание кое што било место каде што црквата се собирала. А тоа што преку 150.000 се масакрирани христијани во Нигерија, никому ништо. Тоа е црквата. Значи не зборува за некои елементарни непознавања. Црквата не е зградата. Често пати се мисли дека црквата е местото на кое што ние на демократски начин ние ќе се искажеме се што си мислиме. Не е и тоа црквата. Црквата не е ни организација, не е ни клуб, не е ни некоја корпорација која што зависи од нејзината големина. Апсолутно не. Црквата сме јас и ти. Во тебе и во мене Господ Исус Христос вложил, знаете колку? Својот живот. Својот живот го вложил, го дал за секој еден од нас. Не е црквата социјална институција каде што, знаете во една црква, еве сега ќе ви кажам, имали имот, во Америка, веројатно, Кевин знае повеќе, убав имот имале, и едно за чудо, сабајле, на тој имот почнал еден извор, некоја црна течност да излегува. Повикале и утврдили дека нафта почнал да излегува и тоа огромни количества на нафта има таму. И одма луѓето од црквата се собрале. И донеле две одлуки. Првата, бидејќи ова е на црквен имот, сиот приход од нафтата ќе се поделува равноправно на сите членови на црквата. Многу убава идеја не. И второто нешто, од овој момент веќе нови членови не примаме. Тоа не е црква. Многу мудро, не? Ете, црквата сме јас и ти. Но немојте да мислиме дека главната улога на црквата е сите твои проблеми да ти ги реши, да ти бидеш се едноставно. Ние ќе се трудиме, ќе плачеме, ќе молиме заедно, ќе се носиме заедно, ќе патуваме заедно кон целта на горното призвание, но за некои проблеми едноставно сам ќе треба да се бориш. Ние ќе стоиме, ќе ги дадеме рамењата, но ние треба заедно да патуваме. Затоа ќе речам, не е црква тоа што светот мисли. Не. Што е тогаш црквата? Во Колосјаните, првата глава, 24 до 26 стих, апостол Павле запишал вака: Сега се радувам во своите страдања за вас и во моето тело го дополнувам тоа што им недостига на Христовите маки за неговото тело, која е црквата, на која јас си станав служител според Божјото управителство, што ми е дадена за вас, за да го исполнам Божјото слово. Тајната која беше сокриена со векови и поколенија, а која ми е откриена сега на неговите свети. Уште еднаш,
Павле зборува дека таа тајна, која што била сокриена, сега е откриена на неговите свети. Браќа и сестри, Павле сосема јасно ни кажува дека таа тајна е откриена преку излевањето на Духот Свети. Тој зборува за црквата. За црквата како нешто што било незамисливо порано, а сега станала реалност. Кој воопшто можеше и да верува дека за време на Римската империја, дека црквата како еден голем пожар ќе се расшири. Не заради тоа што имала ресурси, не затоа што била богата, не затоа што биле многу теолошки едуцирани, туку затоа што тие, каде и да одеа, го проповедаа Евангелието за Исуса Христа. Прогоните заради тоа, но тие зборуваа. И еден теолог, сега во среда, кога го проучуваме Евангелието според Марко, рекол вака: се до моментот додека црквата ги носеше раните на прогонството, таа растеше. Но кога црквата доби признание и почнува да купува карти за да влегува во арените и да ги гледа битките, црквата ја изгуби својата моќ и сила. Погледајте, браќа, какви сме ние повиканите. Повиканите не сме ни најпаметните, ни најдобрите, дек сме најубави, сме најубави. Тоа не може никој да. Ние сме толку вредни за Господа. Тоа е нешто прекрасно. Виде, Павле јасно кажува дека тоа е откриено. Како беше створена црквата? Замислете да сте во тоа време. Ги имате евреите од една страна. Таа силна опозиција. Немилосрдна ќе кажам. И Бог прави нешто чудесно. Павле им пишува на истите тие ефесјани, верувам дека Марино минатата недела и тие зборови ги имал, од 14 до 18 стих. Слушнете која е црквата. Зашто тоа е нашиот мир, кој од двете направи едно и го разруши преградниот зид што ги делеше и во своето тело ги уништи непријателството и законот со неговите заповеди и одредби и создавајќи мир од двата да создаде во себе еден нов човек и обата во едно тело да ги помири со Бога преку крстот, откако го уби врз него непријателството. Тој дојде да ви проповеда мир на вас, кои бевте далеку, и мир на оние кои беа близу. Зашто преку него и едните и другите имаме пристап при таткото во еден дух. Тоа што било незамисливо, Бог ќе обединува. Видите, колку и да изгледа таа тајна неоткриена, таа тајна за мене е откриена уште во навестувањето на раѓањето на Месијата. Еве ви соопштувам голем радост која ќе биде за кого? За сите народи. Не само за евреите, за сите народи. Денес ви се роди Спасител кој е Христос Господ. Во таа вест јасно е покажано. На крај крајва имаме примери луѓе кои што биле пагани, па дури две жени кои се во родословието на Господа Исуса Христа, кои што не беа од еврејско потекло. Тоа е она што Бог сакаше да го покаже. На крај крајва, самите евреи не беа евреи. Од Адам до Авраам имаме 2200 години. Тука немаше евреи. Имаше народ. Бог го повикува Авраам и од тука почнува, Бог вели, ќе направам од тебе еден нов народ. Свето потомство. Но видите, слепотијата на тој народ денеска се уште му стои. Се уште мислат дека Исус е луд, дека е богохулник, дека е лажен месија и што ли уште не. И тоа е милост во која што ние паганите сме прикалемени за Бог да ја створи црквата. И денеска, јас сум гледал, и денеска знам дека постојат цркви во кои што и евреи и арапи заедно слават Исус Христос. Зошто? Зошто тоа е нашиот мир. Црквата, браќа и сестри, не е национална, бидејќи ако е национална, ќе биде дисфункционална. Ние сме едно во Исуса Христа. И ако црквата тоа не го свати, тогаш ја промашила својата визија. Затоа Павле сака да потенцира
Црквата е нешто околу што Бог е посебно свртен и обраќа посебно внимание. Прогонети се, после излевањето на Духот Свети, Савле едноставно како разјарен, оди ги прогонува и Бог го среќа вели, зошто ме гониш мене? Бог е тој кој се идентификува со тебе и со мене. А кој си ти? Јас немам ништо со тебе. Ти ме гониш. Ти ме гониш. Оној кој чепка на моето дете, како да чепка во зеницата на моето око. Црквата е срцето на неговата помирителна работа. И единствено нешто што е со вечна цел. Тоа е нешто што ќе продолжи. Тоа е нешто што нема да застане. Едноставно. Ќе оди. Како дел од тој народ, преку верата во Исуса Христа, ние сме вклучни во тој небесен процес. Таа небесна драма се одвива пред нас. Театарот е историјата, сцената е овој свет, главниот лик е црквата, јас и ти. Писателот е самиот Бог, кој е и сценарист, и продуцент, и режисер. И тој, како продуцент, одлучува да плати се. Како режисер, доаѓа до тоа да изрежира цената, за тоа ќе ја платам јас преку смртта на мојот возлюбен син. За да би преку таа жртва да се створи нешто што нема да биде поврзано со телесни врски. Сите ние имаме телесни врски. Но врските во Исуса Христа се посебни. Јас студирав во Хрватска, додека беше војна. Имав мои колеги кои што беа од Босна. Црквата во Мостар за време на војната, додека беснееше тоа лудило, кое што како црни облаци пак се надвиснува таму, за 40 години таа црква беше 10, 15, 20 луѓе. За време на војната црквата стана 200 луѓе. 70 од муслиманска позадина, 70 од хрватска позадина, 60 од српска позадина. И додека сите тие три народи се колеа и се тепаа, тие таму заедно го славеа Исус Христос. Тоа е црквата, браќи и сестри. Тоа е она тајна, зашто Бог ја урна преградата и од двете, од трите направи едно, зашто тој е нашиот мир. И таа на светската сцена постоела, постои и ќе постои се до оној славен ден кога Господ Исус Христос ќе дојде по својата црква, по својата невеста, а тоа сме јас и ти. Петар ќе каже вака, во 1 Петрово, 1 глава, 12 стих, првиот дел. Им беше откриено дека не служија за себе, туку за вас, со ова што сега ви го објавуваме. Еве што за тоа вели Џон Стот, еден од, ќе кажам слободно, легендарните теолози на 20 век, човек пред кого англиската кралица веројатно се исповедувала многу пати, кој беше мој личен професор, имав лична прилика да го возам тој човек, бидејќи мојата должност на факултетот беше да ги пречекувам професорите на аеродромот и да ги донесам до Осијек. И кога го видов прв пат, тој толку голем човек, знаете како делуваше? Си мислиш дали тој човек знае воопшто да чита. Толку скромен, толку понизен. Едноставно, ќе се спушти колку што може најдолу. Но кога дојде на нас студентите да не предава, едноставно излигуваат само информации. Блаженство да го слушаш. Еве што тој вели. Бог ја открива славата на човештвото преку старото создание. И Псалмот 19 вели вака. Кој ќе ја погледам небесата, ден на ден му објавува. Небесата ја искажуваат, покажуваат Божјата слава. Псалмистот во 8 псалм вели, кога ќе ги погледам Боже звездите, месечината, се што си створил ти, тогаш се прашувам што е човекот. Значи, таа слава Бог ја открива на човештвото преку старото создание. Но Бог ја открива својата слава на ангелите преку своето ново создание, а тоа е црквата. Замислите
колку голема улога нам ни е дадена. Бог можеше да испрати ангели, да летат по улиците тука, низ Скопје, низ цел Македонија, низ цел свет. Со труби да трубат едноставно и да луѓето слушат и да се покаат. Не. Бог таа задача ја повери на црквата. Ние имаме посебно нешто, како што реков, црквата е срцето на неговата помирителна работа. Која е нашата задача? Да одеме и да им кажеме на луѓето, луѓе, помирете се, како што вели Павле во Коринќаните 5 глава 18 до 20. Ние сме амбасадори Христови. Ве молиме луѓе, помирете се. Зошто е тоа толку важно? А е поврзано со самата црква. Црквата е толку важна затоа што таа е во центарот на Божјата работа. Се водеше кон тоа. Бог ја ствара црквата со една посебна цел. Таа тајна која што била сокриена, сега е откриена, за да можеме јас и ти, јас можам да кажам едноставно, Бог мене ме пронајде кога лутав, ме пронајде неговата жива црква, ми сведочеше таа жива црква, се молеше таа жива црква, за да јас можам денеска да бидам негов син, за да можеме да бидеме негови синови и керки. Да се биде вклучен и посветен на црквата, тоа значи да се биде дел од нешто што е многу поголемо, од нешто што е многу повозвишено. Денеска луѓето, веројатно и тука како да кажам, гледаме кој каде отишол, кој по кој клуб припаѓа, кој посетил, со кој се сретнал, сакат да се сретнат со некои големи луѓе. Знаете, најважното нешто е дали си се сретнал лично со Исус Христос. Од тоа зависи целата вечност. Ние читаме секој ден за луѓе кои заминуваат од таа земја. Каде? Каде? Савајле отворив, така пратам медиумите и се што се случува. Нашиот ректор на факултетот викаше, пасторите не треба да бидат вака. Кој не водел, кој не знае што значи тоа. Кој има вака на узите, едни прегради и тие гледат само напред. Лево, десно не смеат. Пасторите не смеат тоа да бидат. Во едната рака Библијата, во другата весниците. Се весници нема, но на телефоните имаме се. Прочитав за еден човек тука од Скопје, Аги Мионос, кој што често пати се врташе по телевизиите, само 2 години постар од мене, замина били. Не е извојува таа победа. Но каде е сега? Тоа е прашањето. Не ме интересира дали бил муслиман, дали бил православен, дали бил протестант, дали бил католик. Воопшто не ме занима. Каде е сега? Црквата има многу важна задача. Јас сакам нашите градови и села да бидат и чисти, да бидат и уредени. Сакам да имаме убави власти, но сакам да имаме и места каде што тој оган ќе го гледаме. Таму каде што луѓето, тие кои се жедни, кои се гладни за правда, да дојдат. Црквата треба тоа да биде место каде што оние кои се отворени да бидат прифатени, оние кои се ранети да бидат исцелени, оние кои што навистина не значат да станат, да сватиме дека значат за Бога, затоа што се платени со крвта на Исуса Христа. И за нив, и за мене, и за оној кој што мисли дека е нешто, платена е еднаква цена. Таму на крстот сите ние сме изедначени. Затоа црквата е срцевината на Божјата помирителна служба. Ако тоа црквата го промаши, промашила се. Црквата е во срцето на Божјиот план за христијаните. Немојте да имате грешка во врска со ова. Се она што Бог го прави е во самиот центар е неговата црква. Секоја активност е насочена кон црквата. Павле ни вели дека Бог ги довел и паганите и израелците заедно. Има 3 работи, бидејќи сега сме доведени заедно, вели вака: ние сме заеднички наследници. Не може некој да зборува. Слушав еден евреин ортодоксен, кој што имаше дрско, знаете што да каже? Во неговото интервју: Бог вели нас евреите не сака. Он е лудо залюбен у нас. Гледајте, Бог лудо да не се залюби, тогаш не знам што ќе биде. Тие сами си ја одредија својата. Иако тој збор, не знам кој друг збор да го употребам, ако некој најде, кажете ми судбина.
Јас не можам да најдам се уште некој адекватен збор кој што ќе го замени тоа. Ние сме прво, кажи? Така било пишано. И тоа е исто, судбина е тоа. Исто не е променливо. Тоа е во тој, ајде така да кажем, муслимански жаргон. Ние сме заеднички наследници. Апостол Павле на црквата во Галатија, во 3 глава, 29 стих вели вака: А ако сте пак вие Христови, тогаш сте Авраамово семе, наследници по ветување. Тоа е првото нешто што е заедничко. Второто нешто, ние сме како заеднички членови, имаме во Галатјаните 3:26 и 27 вели вака: Зошто сите сте Божји синови преку верата во Исуса Христа. Зошто сите кои се крстивте во Христа, се облековте со Христа. Ние сме дел од тоа тело Христово. И трето, ние имаме заедничко споделување. Имаме заедничка судбина. Нема веќе ни јудеец, нема веќе ни грк. Знаете, како млад христијанин кога го читав ово, викам, бре, како нема грци во небото. Нема веќе ни грк, нема врска тоа. Ќе нема ни македонци таму. Таму ќе бидеме сите во едно, заедно во Исуса Христа. Имаме заедничка судбина. Нема веќе ни јудеец, ни грк, нема веќе ни роб, ни слободен, нема веќе ни машко, ни женско, зашто вие сте едно во Исуса Христа. Она зашто Исус Христос умре е црквата. Во Ефесијаните 5 глава 25 стих вели: како што и Христос ја возлюби црквата и се предаде сам себе си за неа. Тоа е црквата, која ќе свати дека не со злато, не со сребро е откупена, туку со крвта на Синот Божи. Во секоја црква постојат, браќа и сестри, две групации. Оние кои се дел од членството и оние кои се дел од заедништвото. Може би сега ќе кажете, а која е поважно според вас, а? Ај, кажејте па сгрешејте. Во 1 Јованово, 1 глава, 3 стих, апостолот на љубовта Јован ќе каже вака: Она што го видовме и чувме, тоа ви го навестуваме и вам, за да имате и вие заедништво со нас. А нашето заедништво е со Таткото и со Неговиот Син Исус Христос. Црквата е заедништво. Доаѓаме сите на едно исто рамниште. Видете, тука на крстот сите ние сме изедначени. Знаете што е тоа? Дека сите ние сме грешници, кои што сме откупени и платени со Исус Христос. Никој од нас не дошол таму по заслуга. Туку по милост Божја сте спасени, не е од дела за да би некој да се пофали. Црквата е во срцето на Божјиот план. Второто, црквата е во срцето на Божјиот план за овој свет. Првото беше за христијаните. Бог е заинтересиран за овој свет. На крај крајва, овој свет е негово дело. Бог толку го возлюби овој свет, што за него го даде својот единороден син. Да секој што ќе верува да не загине, но да има живот вечен. Павле зборува дека постојат два начина на кои Бог работи преку црквата, за да ја оствари нејзината помирителна желба. Преку нашето објавување на Христос во овој скршен, пропаднат, урнисан, како сакате, свет. По сите параметри светот е урнисан. Живееме во време на економска благосостојба. Има толку многу денеска кои што умираат заради парче леп што немаат. Се трошат тешки милиарди во нашето соседство, бидејќи оваа земја е толку мала, тешки милиарди, за да се убијат едни помеѓу други, а на оние кои се гладни немаме да им дадеме. Не. Себичноста. Не е овој свет гладен затоа што немаме да ги задоволиме потребите на гладните, туку затоа што не можеме да ги задоволиме потребите на оние кои се богати. А колку му треба на човекот? Колку? Ние сме повикани
да ја објавиме веста. А таа е таа прекрасна вест дека Исус Христос дојде да го побара и спасува на што е загубено. Мнозина денеска мислат дека одат по прав пат. Убав пат. Патот до пеколот, некој рекол, е поплочен со многу убави желби. Многу патишта на луѓето им изгледаат исправни и прави, но нивниот пат води во пропас. Таму каде што нема визија, Словото Божје вели, народот умира. Што треба ние да истражуваме? Мене ми се многу допаѓа овој дел. Вели вака. 8 и 9 стих вели: на мене, најмали, се извинувам, третата глава, на мене, најмалиот од сите свети, ми е дадена оваа благодат, да им го навестувам на народите Евангелието на неистражливото Христово богатство. Овој збор, неистражливото Христово богатство, некако ми падна во очи, викам, што тоа значи? И побрав значење на тој збор, онака оригинално што значи, слушнете што значи тоа неистражливо Христово богатство. Може да значи безкрајно, толку е богат нашиот Бог, дека е безграничен во своите ресурси, нема дно, неизмерлив е, непроценлив е, безброен, без исцрпување, никогаш не можеш да го потрошиш. Тоа богатство на Исус Христос е неисцрпно. Божјата милост никогаш не може да се исцрпи. Кога бев млад христијанин, знаете, интересно, кога Бог ќе почне да работи во едно семејство, чудно е, и оној и другиот одма ќе пробуди некој друг. Мојот чичко, на кој јас сум чичко, ама батко, јас му викам, затоа што само 2,5 години разлика, кога јас станав христијанин, еден од најголемите авантуристи. Цела Европа на автостоп. Не знаеш кога ќе си дојде, од каде ќе си дојде, каде ќе заврши. Не беше неуреден, да не свати некој погрешен, или не знам што, во тоа време не беше ни хипик, не беше ни не знам што, нити па некој подроги. Едноставно така си уживаш. Академски музичар, и беше во Австралија и таму останал Јеховиот сведок. И јас сведочам во мојата фамилија, со мојата супруга, абе се трудиме да зборуваме за Исус Христос, тој оди по нас, тоа што ќе го кажем, тој ќе го урниса. Ај, викам себе, што ќе правам? Седнам да разговарам еднаш со него, не бива. Знаете како? Ставено му е друго CD, готово. Тоа јас така го гледам, не се разбирам. Не можеш никој да допреш до неговото USB да му го извадиш. Прочитав неколку книги, ја сакам систематската теологија, му напишав едно писмо, 7 страни. Ама 7 страни, тоа мои страни, значи тоа 20 нормални страни. Јас на факултетот таква раднија немав напишено, кога ми бараме. Јас не знам он што читал, само ми се јави една вечер ноќта и ми кажа: внуче, сега знам дека Исус е мој спасител. И ми спушти. Кога ми кажа на кои стихови, 3 благи врска немаат со божественоста на Исус Христос. Но тоа е неисцрпливото Христово Божјо наследство кое што ние го имам. Богатство. Бог на него преку тие стихови му кажал: слушај, тоа е Исус Христос, тоа е Спасителот и точка завршува. Си дојде тој за да биде тука и да го проповеда Јеховото царство. Од Австралија си дојде. После 6 месеци се врати во Австралија, денеска служи во Хилсон црквата таму и до денеска си е верен. Божјата милост нема дно. Неисцрпна е, браќа и сестри. Нема никогаш да се потроши. Затоа дојдете. Третото нешто, прекрасноста на таа мисија е што ние сме повикани да ја носиме таа вест до сите народи. Одете, тоа е заповед. Одете, направете ги сите народи да станат мои ученици. Да го поучеш, да стане матетес, тој грчки збор. Тој ученик да свати да оди во школото на Исуса Христа. Ние сме одговорни да ја споделуваме таа добра вест. Дека Исус Христос е тој спасител. Причината зошто и воопшто црквата постои е таа главна цел. И ќе ми бидете сведоци до кога? До следниот спасов ден. До крајот.
кога ќе дојде тој повторно. Всушност, без да се биде верен на таа мисија, црквата не би постоела. Што е црквата? Не, што произведува? Кога во Струмица, еве сега градиме нова црквена зграда, кога ми кажа колку треба да платам комуналии, зборувам пред 20 години. И други беа парите тогаш. Ми кажа 70 евра од метар квадратен. 15.000 платихме, тогаш може да стан да купам. Викам, јас не можам луѓе да го сватам. Што произведуваме ние? Нешто што ќе го продаваме? Нешто што ќе правиме профит? Викам, ово е срамота што го правите. Ама, знаете, господине, вака е, така е. Дајте вие дозволата, дадо дозволата, не е проблем. Бог ќе се погрижи. Ако ви се малку парите, ќе ви дадеме. И дадевме, добивме дозвола, мнозина чекат и по 40, по 50 години за дозвола за црква да градат. Видите, црквата има своја мисија, а тоа никогаш не треба да го заборави. Да одеш и да му кажеш на твојот близок, Исус Христос те сака. Дојди таков каков што си. Нема што да се шминкаш, нема што да се дотеруваш. Скршен си во болка, дојди. Тој знае како да ги исцели нашите болки. Бог работи преку црквата и денес, за да се објави помирителното дело на Господа Исуса Христа. На крај крајва, неговите раце на крстот се расширени. Секој кој ќе дојде да го прегрне. Тој и денес ќе е спремен да каже, еве погледни, дојди. Неговите раце се прободени, но се моќни и силни, да те подигнат, да те понесат. И никогаш нема да те напушти. Овој свет треба да ја чуе веста за Исуса Христа. Но знаете што е убаво пред тоа? Да ги види нашите променити животи. Ако тоа не го видат, подобре да молчиме. Оти еден човек со право рекол, твоите зборови толку зборуват, што не можем ние те чуеме што зборуваш. Џабе ќе зборуваш за Исус, ако тоа не е видливо во твојот живот. Црквата е од различни позадини, со различни карактери, различни мислења, но доаѓаме под едно знаме и под едно господство, а тоа е Исус Христос. Еден наш брат по име Кент го рекол следното: црквата не е опција, не е ни избор за верните. Тоа е нешто што или го следиш, или го имаш, или го немаш. Навистина, посетувањето и учеството на локалната црква не е опција, не е избор. Тоа е заповед. Нешто каде што најмногу промашуваме. Во Евреите 10:25 вели: немојте да ги оставате вашите собранија како што некои имаат обичај. Знате, има една тенденција. Кој си ти да ми кажеш јас кога ќе одам на црква? Кога сакам ќе одам? Кога не икем? Па кажи му го тоа и на твојот стомак. Кога си гладен, кажи, шо? Гладен си? Кога сакам ќе ти дадам, кога не, нема да ти дадам. Знаете, ние христијаните често пати, на жалост, ќе си кажам, сме викенд христијани. Дојде празник, си до грацијата. Викенд христијани, не? Кога сакаме, ќе си одиме ние на средба со Господ Исус Христа. А што ако Господ не е таму, баш кога ти ќе отидеш? А што ако е Господ таму, кога ти не си? Јас верувам дека Бог е присутен на секоја богослужба. Но јас ќе си земам за право да кажам, има моменти кога Бог знае на посебен начин. Барем јас тоа така сум го доживел. Кога некој едноставно го слушаш, едноставно и само се впива во твоето срце. Тоа е она, како што вели, уживуваат зборовите од Светото писмо, кога Божиот дух ти зборува, немој да го закораваш твоето срце. Не бидете со тврди срца. Црквата не е опција или избор. Сакам, не сакам. Кога сакам, сакам. Кога не сакам, не сакам. Не. Кога ти стануваш христијанин, знаете што, сега ми летна името, што го убија германците 5 дена пред да заврши војната. Бонхофер, фала. Дитрих Бонхофер. Тој вели, кога Бог ќе најде еден човек кој е спремен да умре за него, Бог силно ќе го употреби. Ништо повеќе, ништо помалку. Или ќе ја проповедаме таа вест помирителна, или ние сме само
Така, поминуваме. Транзит низ некој дел. Евангелизацијата не е избор или опција. Јас за мене си имам ветено од првите денови кога станав христијанин. Секогаш кога ќе ми понудат, дали сум спремен или неспремен, јас секогаш ќе кажам нешто за мојот Бог. Ако ништо не знам да кажам, ќе кажам што Бог направи во мојот живот. А верујте, од тоа посилно нема. Не знам каква проповед да слушате или да спремате, кога некој ќе го сподели своето сведоштво, тоа е живото дело. Бам! Бог така ме пронејде, ме промени и точка, завршена е приказната. Тоа е делото на Исуса Христа. Тоа е делото на црквата. Бог е тој кој и денес има начин како беззначајните луѓе, како нас, да ги употреби. Видете, браќа, Бог не ги избра мудрите, за да ја открие мудроста на овој свет. Ниту најдобрите, како што реков. Туку Словото за крстот стана лудост за тие кои што гинат, но за нас кои спасуваме, тоа е сила Божја. Тоа е задачата на црквата. Тоа е, уште еднаш ќе кажам, она нешто што Бог го гради, она нешто кое што Бог го кажа. Јас ја градам мојата црква и врата на пеколот нема да ја надвладее. Ако си дел од тоа, немаш тоа да се плашат, да се плашиш. И ќе дојдат бури, и реки, и земјотреси, и поплави, и вели не бојте се, тоа е почетокот. Но нема да гурнат тој дом. Знаете, во една книга Прогоните за Христа беше актуелна. Таму за еден наш брат се вели дека во Романија секуритате многу години во затвор секој ден му викале: денеска попладните стреляме. А тој човек е застанал пред них и кажа: о, Господе, фала ти што денеска ќе видам твоето лице. Нема да те стреляме. Чаушеску падна и од комунизмот не остана ништо, тој човек е до ден денеска здрав и жив. Кога си како Павле, смртта за мене е придобивка. Жив или мртов, јас сум Христов. Тогаш никој ништо не ти може. Не ти може. Се обидува црквата да ја уништуваат со прогонства, со лауви, со се. Црквата растеше. Таму каде што еден христијанин беше убиен, како што теолозите еден рекол вака, таа крв е семето од кое што црквата издигна. И денеска имаме маченици за Исуса Христа. Денеска живееме во времето на Божјата милост. Само да не ја злоупотребуваме таа Божја милост. Бог не досегна нас слабите, беззначајните, неблагодарните, створенија со една цел, за да може Бог да покаже: еве јас правам нешто ново. Знаете што? Кога Бог ќе створи нешто свое, знаете, јас многу не се разбирам од марки, ама не да младите. Ова било таа марка, ова било таа марка. Мен гледам да ми стои тамо, дали ми марка многу ме е гајле. Но, замислите кога Бог ќе го стави својот печат. И каже: ова е мое. Тогаш, тоа е највисоката цена платена. А јас и ти сме најскапоценото и драгоценото во Божите очи. Христовата црква ја отсликува Божјата слава во небесата. Црквата, ние имаме погрешна дури перцепција и слика. Кога го читам Откровението, 7 глава, 9 од 10 стих, пред престолот Божи 100.000 по 100.000 облечени во бели облики, пеејќи и славејќи го Бога. Јас не знам и колку народ е тоа. Еден брат, така, кој што веројатно повеќе математички не знае, тоа е 10 милиарди. Стојат пред престолот Божи само да го слават. Која треба да биде големината на црквата? 20 луѓе. Огромни водачи на црквата. Живеат во исто време во Англија. Теолошки се разликувале. Чарлс Весли, Џон Весли и Витфилд. Теолошки не се слагале по одредени прашања. И знаете, новинарите го прашуваат Џон Витфилд: дали вика еден ден во небото ќе биде Џон Весли пред престолот Божи? Знаете каков одговор им дава? Тоа е големината на црквата. Вели: еден ден кога јас ќе бидам во небото пред престолот Божи, ќе стојам и ќе гледам оддалеку, таму напред го гледам Џон Весли пред престолот Божи. Тоа е големината на црквата. Не да кажеш само еретици. Чак завршена приказна. Народот ништо нема да запамти. Тие се еретици. И немојте ништо со нив. Страшно.
Во вашата Библија, во нашата Библија. Едно е Словото Божие, браќа и сестри. Еден е патот, една е верата, еден е Бог. Едно е името дадено за спасение, тоа е името Исус. И никој не може да дојде при таткото освен преку него. Еден е посредникот помеѓу Бога и луѓето, не и лягници кои што денеска ни ги нудат. Овој бил заштитник за ова, овој бил заштитник. Мене ми треба, знаете што? Оној кој може се. Оној кој е со мене секогаш. Тоа е Емануел, Бог со мене. Бог со нас. Тоа е Исус Христос. Тоа е оној кој што е потврден од гласот Божи. Овој е мојот возлюбен син, врз кого е мојата милина. Не го слушајте го. Точка, тука завршува секоја дискусија. Црквата Бог ја користи за неговата вечна слава, доведувајќи ги луѓето во вистинското заедништво. Ти си, јас сум, ние сме дел од тој божествен план. Тајната која беше сокриена е откриена. Не им беше откриена на небесните ангели, туку нам, на тебе и на мене. И затоа, нека таа љубов Божја ја носиме кон секој, нека на секој му кажеме дека Бог е љубов и таа љубов тој излија во нашите срца. Кога Бог ја покажа таа љубов? Многу во дефиниција, и тоа се зборови кои што многу ми се допаѓаат кога Павле вели во Римјаните 5:8. Но Бог ја покажа својата љубов кон нас со тоа што уште додека ние бевме грешни, тој умре за нас, се жртвува за нас. Тоа е црквата. Тајната која е откриена, тоа е живата црква. Знаете што? Не спасува евангелска црква. Не спасува ни православна црква, не спасува ни католичка црква. Спасува Спасителот на светот ако е во вашето срце. Ако не, се друго ќе помине. Се друго ќе помине. Затоа следете го Христа, верувајте во Него, живејте за Него, а браќи и сестри, ако сте толку достојни и се удостоиме некој да пострада за Исуса Христа, тоа е посебна прилика. Нека Господ биде со вас, да ве чува и да ве благослови и да се молиме за овој наш народ, за оваа наша земја, за сите кои што живееме на оваа мало парче земја. Амин.